втората половина или последното тромесечие од 2021. Дури за тогаш познавачите прогнозираат евентуално посериозно поместување во односите Скопје-Софија. Предходно не очекуваат значајни промени во ставовите кај нашиот источен сосед. Бугарските избори во март, според аналитичарот Сашо Клековски, сериозно ќе влијаат и натаму на тоа во Софија да се засилува антимакедонската реторика за прибирање политички поени, а усвојувањето на антиковид буџетот во самата Европска Унија, како и реализацијата на договорот за Брекзит, ќе одредат колку Унијата ќе се занимава со нас и со останатите земји од Западен Балкан. Може би со изборите партијата на Кочанов нема да го помине изборниот праг и нема да биде во парламентот, што може малку да ја убlaži реториката таму, меѓутоа да не подцениме дека и во Грција проблемот почна како изборен проблем, односно младиот Самарас виде можност да на прашањето на Македонија гради политичка кариера. Значи, сведоци сме дека деновиве функционери на БСП, кои во Европскиот парламент поддржа поинаква резолуција и ја подигаат реториката, така да има ризик да останеме заглавени во некоја внатрешна дискусија во Бугарија. Слично размислува и поранешниот вице-премиер за евроинтеграција Васко Наумовски, и тој ја потенцира важноста на парламентарните избори во Бугарија како главна причина зошто барем во првите 3 месеци од португалското претседателство не треба да се очекуваат чуда. Наумовски смета дека Германија и натаму интензивно ќе го поттикнува проширувањето на европското семејство. Најголемиот притисок за продолжување на процесот на проширување треба да дојде од самите европски институции, пред се од Европската комисија, меѓутоа и од останатите влијателни држави членки, кои што се поддржувачи традиционално на овој процес. Германија, иако нема да го има претседателството, се уште ќе остане една од главните држави членки кои што се поддржувачи на проширувањето и верувам дека и понатаму ќе има свое влијание. Клековски смета дека постои разочарување од тоа што Берлин не успеал да ја исполни агендата за проширувањето и забрзување на преговорите со оние земји кои веќе ги имаат започнато. Тој и Наумовски се со став дека во вторите 6 месеци, кога Словенија ќе го преземе претседавањето, може да дојде и до одредена динамика во нашата евроинтеграција. Словенија е регионален играч, многу заинтересиран за овој простор, така да очекувам дека они ќе бидат попосветени и откако ќе поминат овие поголеми неволи, корона, Брекзит. Поголемо влијание, односно повисок интерес од страна на Европската Унија би можел да дојде за време на словенечкото претседателство во втората половина на 2021 година, кога Словенија како една од државите членки на Европската Унија која што има интерес за побрза интеграција на државите од Западниот Балкан во Европската Унија, ќе може да го искористи своето влијание и да се направи одреден напредок по ова прашање. Во меѓувреме Македонија и натаму ќе се надева на позитивен исход во 2021, одобрување на преговарачката рамка и добивање на долго очекуваниот датум за преговори. Бугарија 2 пати го потврди ставот дека не сме биле подготвени и натаму ги спорат македонскиот јазик, нација, малцинство и бараат спроведување на договорот за добрососедство.